На пат кон Скопје ќе се сретнам со сите политички партии за да притиснам за итен напредок на политичкиот договор, напиша комесарот за преговори и проширување на Европската унија Јоханес Хан пред денешната посета на Македонија. Хан доаѓа во Скопје со цел да ги откочи преговорите за имплементирање на политичкиот договор. Предвидено е комесарот да има одделни средби со лидерите на политичките партии вклучени во преговорите, а не е исклучен и заеднички состанок. 7 темина помошници на специјалната обвинителка Катица Јанева, кои беа избрани минатата недела, не дојдоа на денешната седница на Советот на јавни обвинители, на која требаше да дадат свечена изјава со која формално треба да ја преземат должноста. Јанева во петок ги повика да не дојдат на седницата, бидејќи одлуката на Советот со кои беа избрани само 7 од 14 предложени кандидати, според неа била спротивна на Законот за специјалното обвинителство. За половина денар ќе се зголеми цената на бензините, дизелот и екстра лесното масло за домаќинство од ноќеска на полноќ, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Литар Евро Супер БС 95 ќе чини 63 денари, а Евро Супер БС 98 ќе се продава за 65 денари. Новата цена на евродизелот ќе изнесува 50,50 денари за литар. Од утре, директор на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде Иво Котески, одлучи извршниот комитет на партијата. На функцијата директор на Центарот за комуникации доаѓа од досегашната позиција помошник министер за односи со јавност во Министерството за внатрешни работи. Котевски оваа функција ќе ја преземе од досегашниот директор Илија Димовски, кој ќе продолжи да ја извршува функцијата координатор на претедничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата во Собранието на Република Македонија. Унгарија ќе може да постапи како што ќе оцени за да преземе неопходни мерки да ја заштити границата, изјави портпаролот на Европската комисија по повод оградата меѓу Унгарија и Хрватска. Наташа Берто прецизираше дека Хрватска е вон Шенген и оти Будимпешта ја информирала комисијата за преземените акции, иако нема такво задолжение. Истовремено Берто повтори дека огради и ѕидови немаат место во Европската унија. На возот со 1800 бегалци кои тргна од Хрватска кон Словенија не му беше дозволен влез во Словенија, а бегалците кои пеш го продолжија патот кон границата беа спречени да влезат со ограда од бодликава жица и од словенечката полиција со кучиња. Со оглед на тоа што меѓу хрватските и словенечките власти не беше постигнат договор за влез на возот во Словенија, одлучено е тој кој тргнал синоќа околу 2 часот по полноќ да биде запрен на последната станица во Хрватска, во Мацинец, а остатокот од патот бегалците го продолжиле пеш. Германската политичарка Хенриете Рекер, која беше избодена со нож во грбот за време на предизборната кампања за градоначалник на Келн, победи на изборите освојувајќи 52,7% од гласовите. Во изборната трка за градоначалник на четвртиот поголемина град во Германија, Рекер во кампањата учествуваше како независен кандидат, поддржан од партијата ЦДУ на канцеларката Ангела Меркел.